Собранието денеска ги изгласа измените на законот за прекршоци со кои се овозможува целосно воведување на системот Safe City или безбеден град. За усвојување на промените се изјаснија 81 пратеник за, додека 19 гласа против. Измените беа разгледани и изгласани по скратена постапка. Пратениците од ДУИ и СДСМ беа против, додека останатите партии во собраниската сала ја поддржаа законската иницијатива. Со стапување во сила на промените, системот безбеден град ќе може да функционира со санкционирање на сообраќајните прекршоци во првите градови опфатени со проектот, а во следниот период се очекува проширување и на целата територија на државата. Македонска пошта преку соопштение вели дека го смета за крајно тенденциозно и несериозно, политички мотивирано, организирањето штрајк во услови кога е обезбедена плата за сите вработени. Штрајкот е политички мотивиран, вработените се изманипулирани, со што се нарушува нормалното функционирање на претпријатието, велат од Македонска пошта. Оттаму потенцираа дека синдикатот е навремено информиран. Проблемот е решен, за сите вработени има обезбедено плата, но во разочарување констатираме дека вработените се злоупотребени од одредени политички структури, кои тенденциозно се обидуваат да го нарушат работењето на Македонска пошта, информираат од претпријатието. Оттаму патуваат апел до сите синдикални организации да се вклучат во решавањето на сите предизвици со кои се соочува претпријатието, без да бидат провоцирани и манипулирани. Русија денеска соопшти дека и натаму бара Украина да ги повлече своите вооружени сили од источниот дел на земјата, како предуслов за решавање на конфликтот во пресрет на разговорите во Абу Даби меѓу руски, украински и американски представници. Портпаролот на руското претседателство Дмитрий Песков изјави дека повлекувањето на украинските сили е суштински услов. Украинските вооружени сили мора да го напуштат Донбас, мора да се повлечат. Ова е важен услов, порача Песков, додавајќи дека без решавање на територијалното прашање, бесмислено е да се очекува склучување долгорочен договор. Руските барања особено се насочени кон регионот Донецк, што делумно го контролира и кој останува епицентар на борбите, кои одзедоа најмалку 10.000 животи од 2022 година. Најмалку 67 лица загинаа во катастрофалниот пожар што го зафати трговскиот центар Гул Плаза во пакистанскиот пристаништен град Карачи, потврдија локалните власти. Истрагата досега утврдила дека пожарот избувнал во моментот кога повеќето сопственици ги затворале продавниците. Брзото ширење на пламенот било потпомогнато од запаливи материјали како козметика, облека и пластични производи. Како најверојатна причина за несреќата се наведува краток спој на електричната инсталација. Карачи во изминатите години беше место на повеќе слични трагедии, вклучувајќи го и пожарот во текстилната фабрика во 2012 година, кога загинаа 260 лица. Времето денеска променливо облачно, предпладне со појава на магла по одделни котлини. Во текот на ноќта ќе има локални врнежи од дожд, а на планините од снег. Ќе дува слаб, а вдолж поврдарието умерен ветер од југоисточен правец. Во Скопје е променливо облачно време, предпладне со појава на магла, попладне со сончеви периоди. До сабота времето ќе биде променливо облачно со пораст на дневната температура. По одделни котлини ќе има појава на магла, соопшти управата за хидрометеоролошки работи. Од сабота кон крајот на денот се очекуваат локални врнежи од дожд, а на планините од снег. Пообилни врнежи ќе има во недела во попладневните и ноќните часови, кога на повисоките места ќе преминуваат во снег. Врнежите ќе продолжат и в понеделник.